Дали ќе дозволите и понатаму вие млекото да не можете да го донесете дома за децата, а братучедите Груевски и Мијалков и понатаму да изнесуваат нови милиарди евра на нивните сметки во странство. Над 5 милиарди евра ваши пари оваа власт на чело со Груевски зема од вас граѓаните. А сега предизборно токму вам овој човек ви ветува дека ќе ви даде минимална плата од 14.000 денари до 2020 година. Јавно го прашувам и прашувам сите граѓани во ова наша Македонија, ги прашувам сите што си ја сакат татковината. Ке му дадеме ли нови 4 години на Никола Груевски, кој ви одзема 10 години од вашиот живот? Уште 4 години режим се трпили. Ке му верувате ли дека ќе постапи праведно кога тој им ја нанесе историската неправда на граѓаните на Македонија, го осиромаши до гола коска нашиот народ? И замислете, па дури избира на кого колкава минимална плата ќе даде. Пак ги дели луѓето, пак за вработените во текстилната и кожарската индустрија помалку пари. Тоа што го ветува Никола Груевски не е мерка, тоа е чиста лага. Тоа не е мерка ниту план. Тој покажа изминатите 10 години дека него го интересира само неговиот план. Патчиња и потпорни зидови за милионските имоти на водно го интересираат и ништо друго, а камоли излез и подршка за вас, граѓаните. Почитувани, ние ќе ја покачиме минималната плата на 16.000 денари до крајот на мандатот и тоа ќе важи за сите вработени, во сите индустрии, во сите фирми, во сите предпријатија во Македонија. И ќе отвориме спиралата на покачување на сите плати. Овој план гарантира одговорна, праведна и правична власт, но тоа е само една од 5 клучни работи што ќе ги направиме. За сите, повторувам, за сите, просечната плата ќе биде до 30.000 денари. Во семејство со двајца вработени, тоа се 1000 евра. Тоа е правично општество. Тоа е општество кое гарантира надеж. Трето, домашните фирми финансиски ги поддржиме со 140 милиони евра, наместо да добиваат по 2 евра годишно државна помош. Така ќе се отворат нови работни места, наместо како сега да се бришат невработените заради намалување на вработеноста. Ќе се пуштиме по секој млад човек по завршување на образованието, да му понудиме работа, до образование или тренинг практичен, за да може да се вгради на пазарот на трудот и да не остане овде, да остане во Македонија. Почитувани пријатели, завршува времето на оваа лоповска власт. Завршува! Не само што ќе одговараат, и туку сите украдени пари ќе ги вратат од сите слични криминали и корупции и проекти кои што ги направија, ќе ги вратат парите до денар. Четврто што ќе направиме, сите пари ќе ги насочиме кон граѓаните. На секој од вас ќе му вратиме 15% од вкупниот данок на додадена вредност. Сите плаќаме данок на додадена вредност. Ако потрошиме 10.000 денари, на сметките имаме 1800 денари ДДВ. 15% од тоа ДДВ го враќаме до сите. Тоа се дополнително просечно 30.000 денари по семејство во Македонија. И пето, институциите ќе работат за граѓаните, а не за власта. Нема како сега пациенти да умираат дома и по болнички ходници, да молат да бидат згрижени, додека за представниците на оваа власт
се достапни луксузни услови во приватните клиники. Јас се обврзувам лично. Ова ќе биде правично општество. Болничките услуги ќе бидат достапни за сите. Ќе има бесплатно болничко лекување за сите. Никој да не се грижи дали ќе има пари да плати за да добие здравје или не. Секој е важен. Вклучете се во оваа борба. Ова е битка за живот на секој од вас. За живот на Македонија, за живот на сите нас. На 11 декември заокружете го бројот 4 за да има живот во Македонија.